во овој проект колку училишта учествува и кои беа активностите во кои беа вклучени? Така, значи проектот е Отпад создава можности, е едногодишен проект кој што го имплементира Сдружение на граѓани Центар за климатски промени, а е финансиран од Американската амбасада во Македонија и поддржан од колективниот постапувач Елколек до од Скопје. Во рамките на проектот беа вклучени 15 училишта, од кои 12 од Скопје и 3 надвор од Македонија. Значи надвор од Скопје, односно од Македонија, од општина Охрид, општина Крива Паланка и општина Богданци. Во рамките на проектот за сите овие училишта беа обезбедени еко-контејнери за собирање на електрична и електронска опрема, а во сите училишта беа исто така организирани и едукативни презентации за поголем дел од учениците на тема електричен и електронски отпад, а беа во рамките на второто полугодие исто така беа направени и креативни работилници со учениците. Сега сме веќе на крај на проектот, значи проектот траеше во текот на целата учебна година и во текот на целата учебна година учениците имаа прилика да собираат електричен електронски отпад во овие екосандаци и при тоа да се надпреваруваат во собирање на електричен електронски отпад. Имаме и победници, значи. Прво место Основно училиште Димитар Миладинов, второ место Основно училиште Стив Наумов и трето место Основно училиште Лазо Ангеловски, сите од Скопје. Морам да кажам дека сме особено горди, затоа што сите училишта дадоа голем придонес, значи во овој проект и се собраа вкупно 5 тони електричен и електронски отпад за овие неколку месеци. Овој проект за прв пат се случува кај нас. Сведоци бевме на повеќе проекти кога во основните училишта се собираше пластика, меѓутоа овој проект за прв пат се имплементираше кај нас. Вие како представник од Центарот за климатски промени и една од носителите на овој проект, колку сте задоволни од целта што ја постигнавте и дали учениците конечно се запознаа и со еден друг вид на отпад освен пластика и рециклирање на хартија? Така, да. Значи, како што кажав, сите училишта, сите овие 15 училишта беа вклучени во голема мера во проектот. Наидовме на голем интереси од страна на наставниците, од страна на директорите. Значи, сите активно собираа електричен и електронски отпад и кажав 5 тона не е мала количина на собран отпад. Се надевам дека ќе продолжиме во иста мера и во наредната учебна година.